За уште една навистина значајна туристичка дестинација во Македонија ќе разговараме во студиото со мојот гостин, Онер Јакуповски, градоначалник на општина Маврово Ростуше. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Денеска ќе зборуваме за Маврово. Маврово со години важи за едно од најатрактивните туристички дестинации во Македонија, но прашањето е дали неговиот туристички потенцијал е доволно искористен. Така, Маврово како регион е навистина голем туристички потенцијал и според моите визии и планови, сега како нов градоначалник на општината, сметам дека е недоволно искористен и има прилично доста можности за развивање на нови туристички содржини и нормално да може да на некој начин да создадеме состојба во која посетителите ќе се чувствуваат удобно и во исто време да имаат прилично барем викенд понуда со исполнета со содржина. Така. И ајде да го доближиме малку повеќе Маврово до гледачите. Пошто Маврово денес е најпрепознатливо и со што најмногу ги привлекува посетителите? Овде зборуваме и за домашни, но и за странски посетители. Така. Јас тука би додал покрај Маврово, генерално општината Маврово Ростуше е прилично сериозен потенцијал сама по себе. Самата по површина представува 93% од територијата на Националниот парк Маврово. Се работи за уникатна дестинација во која што има спој на прекрасна недопрена природа, како што кажав, поголемиот дел од општината е национален парк, заштитено подрачје, прекрасното Мавровско езеро, високите планини, можноста за развој на планинарењето, можноста за развој на велосипедизмот, руралниот туризам, традиционалната гастрономија во делот на угостителството и сместувачките капацитети, но во исто време многу важен елемент е и гостопримството на локалното население. Тоа би го кажала и на прво место, да. Така да овој спој не прави доста атрактивна дестинација и мислам дека генерално и години наназад има некои работи кои што не се доволно искористени. Веќе работиме активно на создавање на еден краткорочен акционен план на краток и на среден рок, за да може да понудиме нови содржини уште ова лето. Така. Бидејќи денеска говориме за предлог туристички дестинации, предлог викенд дестинации во Македонија, во кој период од годината во Мавровскиот регион е најголема посетеноста, во зимска или летна сезона? И ако го надополнам прашањето како се менуваат туристичките навики и дали се зголемува интересот за викенд туризам во Маврово? Традиционално, најголем број на посетители имаме во зимскиот период, пред се заради можноста односно зимското скијање, нели? Но навиките пополека се менуваат. Интенцијата и моја лична и на општинската администрација заедно со хотелско-гостителскиот кластер е да развиваме 12-месечен туризам и можноста за овие викенд тури. Мислам дека сме идеална дестинација на само 1 час патување од главниот град од Скопје до Маврово, да бидеме топ дестинација за викенд, да кажам, тури, викенд посети и се друго. Имаме сериозен потенцијал и работиме на тој план. Веќе во рамки на моите надлежности како градоначалник оформив едно помошно тело, кое што е комитет за туризам и хотелско-гостителскиот кластер во рамки на целата општина и веќе го имаме првиот состанок во кој што ги детектиравме проблемите, идеите како да стигнеме до она што го сакаме, тоа е да развиваме 12-месечен туризам во Маврово. И бидејќи рековте дека да, треба да се работи на поголемо искористување на туристичкиот потенцијал што го има Маврово, па во таа насока дали има и нови инвестиции во туристичката инфраструктура и сместувачките капацитети? Во тој дел можам да кажам дека имаме една мала стагнација. Пред се тоа се должи на одредени проблеми во делот на урбанизацијата, односно урбанистичките планови околу Мавровското езеро, но и тука, како наследени проблеми, континуирано работиме заедно со општинската администрација да ги надминеме истите и да најдеме едно решение кое ќе одговори на сите засегнати страни и во исто време да понудиме можност за автентични градби кои што
може да одговараат на тоа поднебје и да може да се развиваат нови сместувачки капацитети. Но се со цел да се задржи таа автентичност, нели, во рамките и на инфраструктурното унапредување и сето тоа што значи дополнителни можности и услови за зголемување на туристичките капацитети. И бидејќи кажавте дел од тоа што го работите и во која насока одите, нели, со проектите кои што ќе ги подобрат можностите на Маврово, што е потребно дополнително да се направи за Маврово да биде уште поконкурентна туристичка дестинација во регионот, би рекла? Така. Има многу работи што треба да се направат. Како градоначалник на општината во нешто помалку од 120 дена прилично наследив доста проблеми. Она што можам да го кажам, за да имаме навистина добра понуда и да развиваме туризам, број еден е да ја подигнеме јавната чистота, јавната хигиена во Мавровскиот, па и во комплетно во Маврово Ростуше како општина. Значи, на тој план работиме и веќе излегуваме од 1 јули со комплетна реорганизација на јавното комунално предпријатие, каде што се воведуваат нови услуги од страна на комуналното предпријатие, комплетна реорганизација внатрешна на комуналното предпријатие, за да може да ја подигнеме нивото на јавната чистота, бидејќи сметам дека еден од првите предуслови за развој на туризмот. Исто така работиме на креирање на нови содржини во летниот период. Веќе имаме нов собственик на ски центарот Зарева Заревски. Тоа е, нели, сега она позната Маврово Ресорт компанија, која што имаме интензивни разговори да ги видиме неговите планови, неговите идеи, дали се вкупуваат генерално со сите засегнати страни и да изнајдеме некој заеднички, како што кажав на почетокот, акционен план за да си поставиме рокови кој што и треба да заврши, за да Маврово го подигнеме на едно повисоко ниво. Но во оваа прилика би сакал да кажам дека општината Маврово Ростуше прилично голема површина, таа ги покрива 4 микрорегиони. Тоа е Мавровскиот регион, Горнореканскиот регион, Долнореканскиот регион и Мијачкиот регион. Значи, потенцијалите, би рекол, подеднакво е во секој еден од овие микрорегиони и традиционалните села, таа автентична градба, пред се во Мијачкиот регион, Галичник, Лазарополе, Долнореканскиот крај, значи има потенцијал генерално целата општина, но Маврово точно дека го повлекува брендот, преку кој што сме и најпрепознатливи. Меѓутоа мора да истакнеме дека токму туризмот, развојот на туризмот влие врз локалниот економски развој на општината, меѓутоа во услови кога општините, градовите во државата ни се празнат, се соочувате и вие со тој проблем. Младото население се иселува од општините и заминува некаде надвор, или во поголемите градови, или надвор од државата. Меѓутоа, дали туристичкиот развој отвара нови работни места и дали создава можности младите да останат и да живеат во општината? Ете, треба и во таа насока да работите. Точно. Ние генерално ги анализиравме сите аспекти кои што се слаби и добри страни, да кажам, во делот на развојот на туризмот. Еден од првите заклучоци е дека општината е една од оние, би кажал, првите топ 5 општини која што има проблем со иселувањето на младите. И помал е бројот на иселување село-град, на релација село-град, многу поголема е иселувањето во странските европски држави и мислам дека на тој план навистина тоа е предизвикувачки процес за да ние како општина имаме капацитет да го сопреме, но заедно со владата, со државата, мислам дека има начини како сето тоа да се направи. Она што го правиме на локално ниво како општина е тоа што веднаш излегуваме со сет мерки кои што сметаме дека ќе бидат мотивирачки за да ги задржиме младите во општината, поддршка и во делот на она што значи охрабрување, отпочнување на собствен бизнис, создавање услови. Имаме во рамки на општината средно општинско училиште кое што за жал во минатото функционирало само со гимназијски смер. Веќе од догодина размислуваме за дуално образование, стручни насоки, да создадеме услови на хотелско-гостителски смер, услови за да се создадат
да кажам, и практична настава во делот на за образовните хотелите, профили кои што се соодветни кои што се за потреба на регионот, општината. кои што Така се да потребни. во тој дел веќе имаме осмислено комплетна програма, да кажам, за до година да ги воведеме овие нови смерови во средното општинско училиште, бидејќи реално тоа се тие некои механизми кои што треба да ги направиме за да ја задржиме општината и да го задржиме населението. И кога говориме за подобрување на условите за живот на жителите кои што живеат во Мавровскиот регион, би сакала да споменеме и кои капитални проекти се реализираат во моментов. Така, задолжително е многу важна инфраструктурата, нели, да. која што е поврзана со развој на туризмот. Во моментот како општина работиме на неколку капитални проекти кои што сметаме дека се од огромно значење за локалното население. Па би ги спомнал неколку. Во село Ростуше работиме и веќе сме во завршна фаза на изградба на резервоар за вода, кој што резервоар ќе ги задоволи потребите за наредните 20 години за селото, кој што имаше проблем со снабдувањето, со водоснабдувањето. Во Скудриње се асфалтира една улица која што ги поврзува 80 куќи, да кажам. Тоа е еден дел од селото Скудриње, важна витална улица за нормално функционирање на локалното население. Исто така работиме во делот на реконструкција на спортската сала во близина на село Ростуше. Тоа е спортски објект кој што е единствен за долнореканскиот крај и кој што за жал од претходната локална власт беше оставен во една руинирана состојба. Изнајдовме средства со помош на владата, со помош на Министерството за спорт и веќе се работи на негова реконструкција. Во периодот што следи од следната недела започнуваме со рехабилитација и асфалтирање на локалниот пат за село Рибница, а веќе од следниот месец исто така планираме да објавиме јавен повик за изградба, за рехабилитација и асфалтирање на локален пат до село Нистрово. И тука не застануваме, имаме сериозна програма во делот на водоснабдувањето за повеќе населени места. Алармантен е случајот во село Леуново, зашто веќе работиме проектна документација. Проектна документација работиме и за спортско-рекреативниот центар, кој што треба да прерасне во еден сериозен проект, каде што ќе има можност за дружење на локалното население, за спортски активности и за настани кои што ќе го зближуваат населението во рамки на општината. Да, токму вложувањето во патната, комуналната и другата инфраструктура, да, се создаваат и можности за подобри услови за жителите, но и можност, нели, за развој на туризмот и Маврово да остане и да се издигне на уште поголемо ниво како една од најатрактивните туристички дестинации во Македонија. Па како ја гледате општина Маврово Ростуше во следните 5 до 10 години, еве во моментов како прв човек, но и жител во оваа општина? Така. Општината Маврово Ростуше во следните 5 години ја гледам како општина во која што навистина туризмот ќе биде носител, главен двигател, економски мотор за развој на општината и општина во која што ќе бидат буквално сите активности и потреби на локалното население решени. Пред се оној инфраструктурен проблем кој што го имаат во повеќе населени места, но и дестинација која што ќе може рамо до рамо да се представи како со локалитетите кои што се во Република Македонија, така и со одредени меѓународни дестинации. Сметам дека имаме сериозен потенцијал, сериозна недопрена природа, спојна планини, Мавровско езеро, планински езера, сериозни врвови, автентични села, автентична градба на традиционална автентична градба на одредени населени места, гастрономијата по која сме познати. Значи, сметам дека и она позитивна енергија која што ја има локалното население, заеднички го прави мозаикот да бидеме една од, да кажам, топ 3 дестинации во Македонија. И некако полека го заокруживте разговорот како еден вид покана до гледачите да дојдат и да го посетат Маврово, затоа што има што да видат и имате што да им понудиме, но еве, ајде, за крај една ваша порака и до гледачите и до сите оние наши граѓани кои што можеби планираат следниот викендот што е пред нас да го поминат токму во Маврово.
Благодарам на можноста. Ја користам оваа прилика да упатам и покана до сите ваши гледачи. Доколку имаат планови да викендов бидат надвор од Скопје, идеална дестинација е Маврово, чист воздух, број еден причина за сето тоа, идеални, да кажам, климатски услови, чист воздух, Мавровското езеро е во одлична хидролошка состојба во моментов и мислам дека ќе остане така до крајот на септември и должам едно дообјаснување, еден настан кој што ќе се одржува во општината, тоа е светското првенство за спортски риболов на краб на Мавровско езеро, тоа е еден настан кој што ја имаме таа чест и како општина да бидеме домачини и како држава за прв пат и многу посветуваме внимание на тој дел во делот на организација, вклучувајќи ги сите засегнати страни. Поканата кога ќе се одржува? Се одржува 2 до 7 септември оваа година. Предходница на светското првенство ќе биде Балканско првенство за спортски риболов на краб. Веќе активностите Националниот парк, општината и Риболовната федерација на Македонија ги започна. Порибувањето тече според предвидената динамика и мислам дека правиме максимални напори да се покажеме како добри домачини, а викенд опцијата за Маврово мислам дека е секогаш е опција која што треба да биде во првите топ 3, бидејќи навистина имаме што да понудиме. Се надевам дека овој апел е доволна провокација до нашите граѓани да го посетат Маврово во најскориот викенд кој што е пред нас во текот на летниот период. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и јас.